تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان رمضان Welcome holy month رمضان أهلا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Благодарност му изразуваме на нашиот Господар Аллах Азza wa Jal, Господарот на сите светови, Владарот на судниот ден. Салават, селам, мир и спас и благослов му донесуваме на пратеникот на милоста, Мухамед салалаху алейхи ва селем, на негова честна фамилија, верни асхаби и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа Аллахуме амин. Поштовани драги браќа и ценети пријатели, вечерва продолжуваме да зборуваме за вредноста на постот. Колку и да се зборува за величината, големината, важноста на постот и за Рамазанот, како месец на пост, не можеме да ги исцрпиме сите аргументи и сите докази. Бидејќи Рамазанот е Божји дар, кој Аллах Азza wa Jal ни го подари со цел да ни се простат нашите гревови, да се подигнат нашите степени, да постигнеме Аллаховата милост, а пред се да сочувствуваме со оние кои се гладни, оние кои се сиромашни, оние кои се немочни. Па затоа Јусуф алейхи салам, пегамбер, иако бил министер за економија, за жито во тогашен Египет, често пати постел. Па кога го прашале зошто толку постиш кога имаш за јадење и за пиење, а Јусуф алейхи салам им рекол: постам за да сочувствувам со немочните. Постам за да почувствувам глад на своја кожа и со тоа кај мене ќе се вроди чувство на солидарност, на хуманост, на грижа на совест, за помагање на немочни. Карактеристики и бенефиции. Ние повторно ќе споменеме хадиси од устата на пегамбер со селем кои кажуваат колку е важен овој Рамазан и Шериф. Во хадис кој го бележи имам Ахмед од Ебу Хурейра радијаллаху анху, пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: утиет уммети хамсе хисалин фи Рамадан лем тутахунна умметун минел умами каблеха. Вели пратеникот салаллаху селем, на мојот уммет, значи на уммет на Мухамед селем, ние сме тие припадници на умметот на Мухамед селем, дадени ни се 5 својства во Рамазан, што не му се дадени на ниту еден уммет. Кои се тие 5 особини кои нам ни се дадени, а на никој друг не му се дадени? Прво, хулуфу фему саим атјебу инда Аллахи мин рехел миск. Вели пратеникот со селем, здивот од устата на постачот е попријатен кај Аллах субханаху ва таала од најдобриот мирис од миск. Значи здивот кога човекот пости, диши, издишува, вдишува, овој здив од устата на постачот кај Аллах субханаху ва таала е попријатен, посакан од најдобриот мирис на оваа дуња. Второ, وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْمَلَائِكَ حَتَّى يُفْتِرُونَ. Мелеките бараат прошка се додека ифтарат. Замислете, најдобрите, најодбраните созданија, кога ние постиме, тие го молат Аллах за нас, бараат прошка за нас, а нам ни е познато во други хадиси дека пегамберот селем рекол:
дека човек кој ќе застане во џамија, мелек застанува над негова глава и вели Аллаху макфир леху, Аллаху мархамху, Аллах туп алейхи, Аллах прости му на овој човек, Аллах смилуј му се, Аллах подигни му го степенот кај тебе. Значи мелеките се молат. Во Рамазан и Шериф мелеките се молат за постачите се до времето на ифтар. Трето, وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ الْجَنَّةِ. Аллах азza ва джелле секој ден го украсува дженнетот и вели юшеку ибади салихун, наскоро моите робови ќе се населат во тебе, во дженнет. Наскоро ќе се вселат во тебе од дженнет верниците кои на оваа дуња имале потешкоти, имале маки, имале неволие. Четврто, وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ. Во Рамазан се врзуваат во синџири бунтовните шејтани. فَلَا يُخْلِصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلِصُونَ. И не можат да делуваат во Рамазан како што делуваат надвор во други месеци. И потоа рече пето, пегам селем, وَيُغْفَرْ لَهُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ. И на постачот ќе му биде простено во последната ноќ. Асхабите рекоа, Аллах пратенику, дали тоа е ноќта на Кадар? А пегам селем рече, ла, не, وَلَكِنَّ الْعَامِلِ, работникот ќе земе својата плата која ќе заврши целосно својата работа. Ова се, драги браќа, 5 особини кои ние ги имаме во Рамазан што ги нема никој друг. Друга вредност која можеме да ја сватиме од постот е хадис сахих кој Шех Албани го оценил за хасану сахих. Еден ден Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем саид ел минбер, се качи на минбер. Во друго предание, кога се качил на првата степеница, рекол амин. Потоа се качил на втората степеница, рекол амин. Потоа се качил на третата степеница, рекол амин. Кога завршил, пратеникот салаллаху алейхи ва селем, присутните му рекоа, ја Расулаллах, о Аллахов пратенику, ти немаше обичај кога се качуваш на минбер, на степеници да викаш амин, амин, амин. 3 пати. И тогаш пегамбер со селем рече, атани Джибрил. Ми дојде Джибрил и ми рече, о Мухаммеде, проклет да биде и оддалечен од Аллахова милост да биде оној кој ќе го дочека Рамазан и не му бидат простени неговите гревови. Речи амин. И реков амин. Значи, пегамбер селем рекол амин по наредба на Джибрил, бидејќи Джибрил прави дова, проклет да биде оној кој го дочека Рамазан здрав, жив, присутен дома, не е патник, не е болен и не успее да му се простат гревовите. Проклет да биде оној кој ќе ги доживее двата родители живи или пак едниот од нив и не успее да му се простат гревовите. Проклет да биде, оддалечен да биде од Аллаховата милост. Рече амин Мухаммеде и рече Мухаммед салем амин. И трето амин рече, о Мухаммеде, кога твоето име ќе се спомене во присуство на луѓе, на некој човек, и тој не донесе салават на тебе, проклет да биде, речи амин, и тогаш рече амин. Значи, кога ќе се спомене името на Мухаммед, салаллаху алейхи ва селем, верникот е должен веднаш да донесе салават на Расулуллах, салаллаху алейхи ва селем. Друг хадис кој укажува на вредноста на постот на Рамазанот, вели пегамбер Мухаммед, салаллаху алейхи ва селем, во хадис кој го бележи имам Бухари и Муслим, мен саме Рамадане иманен ва ихтисабен, гуфире леху ма тaqaddama мин занбихи. Мен саме, кој ќе го пости Рамазанот, меѓутоа како? Иманен ва ихтисабен, со иман, верувајќи, ва ихтисабен, и сметајќи на награда. Значи, не само да гладува, не само да седи без јадење, пиење и други работи, туку постењето да биде со иман, со вера во Аллах и сметајќи на награда. Убеден дека ова што го прави, Аллах азza ва джеле ќе го награди.
koji će posti verujući i smetajući na nagrada, gufire lehu ma taqaddama min dhanbihi. Allah azza wa jalla će mu gi prosti minatite grevovi. A ovo produženje veli protenikot sallallahu alaihi wa sallam men kame lejlet al kadri, koja provede noćta na kadr vo ibadet so iman i smetajući na nagrada, Allah azza wa jalla će mu gi prosti izminatite grevovi. Imаме уште некој хадис кој сакаме да го споменеме за вредноста на постот, каде што вели пегамбер салаллаху алейхи ва селем, мен саме јоумен фи себилилlah, кој ќе пости еден ден заради Аллах. Овој не се однесува за Рамазан. Општо. Мен саме јоумен фи себилилlah, ба'д Аллаху вешегани нар 70 харифа. И тоа хадис го бележи имам Тирмизи, хадис сахих, кој ќе пости еден ден заради Аллах, Allah će ga odaleći njegovo lice od džehennemski ogan 70 godini. Ako ovo je za običan den post, toga zamislite kakva je vrednosta za postenje to na Ramazan i šerif. Hadis na Huzeyfe ibn Jeman, hadis sahih, pejgamber što sam rekao, fitnetu ređuli, iskušenijeto na čovjekot, problemite na čovjekot, ne voljite na čovjekot, vo nego sam sebe si, во неговата фамилија, во неговите деца и во неговите комшии. Тукафируха, ги бриши, значи неволјите, маките, искушенијата на човекот во сам себе си, во фамилија, во деца, во комшии, тукафируха, ги бриши намазот, ги бриши постот и ги бриши садаката. Значи нашиот пост ни ги бриши нашите гревови, искушенијата кои не можеме да ги поднесеме. И последен хадис кој се бележи од имам Муслим, од Еби Катаде, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله. Постоење на 3 дена од секој месец. И од Рамазан до Рамазан тоа се смета постоење на цела година. Замислете, драги браќа, ако човек пости Рамазан и плюс згора на тоа пости секој месец по 3 дена, тоа на кантарот, на вагата на добри дела ќе му се запише како да постил цела година. Ова беа само капка од океанот за вредноста на постот, на Рамазанот, кој ни дава дополнителен мотив, желба и стимулс да Рамазанот го постиме со иман и сметајќи на награда, со тоа да ги постигнеме наградите кои ги ветил Allah azza wa jalla i koji gi vetil pratenikot sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.